Благодарам, почитувана колешке. Ова денес што се случува со гласањето на предлагот за уставен судија за господјата Васиќ и нејзината биографија со сета почит кон нејзиниот лик и дело, и ова што се случува при една ваква импозантна биографија на човек кој што е предлог за уставна судија е само еден доказ зошто како држава сме на ова дередже, зошто апсолутна катастрофа настапува во сите сфери од општеството и зошто безперспективноста, полтронизмот и клиентелизмот се една од главните причини зошто македонското општество деторизира, се деградира и зошто луѓето се селат од тука покрај економските причини, бидејќи не гледаат никаква перспектива за ова што се случува. Кажете ми дали е нормално и дали не е срамота да направите спореда помеѓу две вакви биографии и владеачкото мнозинство да дојде да се собере и да гласа за предлог на уставен судија во кој што има содржано 0 години судско искуство, 0 трудови и апсолутно никаков судски бекграунд. Дали е нормално? Некој да ми одговори. Човек кој што има 40 години искуство во јавното обвинителство, во судската власт, да не биде изберен за уставен судија на местото на жена што првпат ќе влезе во зграда на суд како избран уставен судија. Со мандат од 9 години и тоа во еден од судовите кои што имаат највисока и најсериозна инстанца на делување. Дали е тоа нормално? Дали е тоа во ред? И како потоа сакаме со ваквата негативна селекција да изградиме општество кое што ќе биде респонзивно на сите појави кои што ни се случуваат во изминатиот период. Како сакаме да изградиме општество кое што ќе биде функционално, солидарно и барем некаде луѓето кои што ќе се судрат со државната администрација, обидувајќи се да извадат некаков документ, нема да се обидат да кажам, да бидам понародски сватен, да најдат начин побрзо да го решат проблемот, бидејќи целата неспособност која што е во државниот апарат допринесува до тоа да безперспективноста никогаш не биде повисока. Ова е доказ на партизација, ова е доказ на пропаст во кој што доколку продолжите на ваков начин да ја управувате државата и да ги ставате неспособните, а подобни во најкритичните и местата каде што треба да се прикаже најголем перформанс кој што би почивал на професионализам, мислам дека за неколку години од сега, тоа би било за една или две, ќе зборуваме за комплетно срушен државен административен систем. И за жал. Јас сметам вака. Оваа фарса треба да престане. Затоа што ова што го правиме веќе не личи на ништо. Дајте овој Јовевски што сте му ветеле, овој јавниот обвинител, кој што седи тука кој ќе дојде да презентира извештај и освен тоа што ќе го прочита се брани со молчење, затоа што за све му е не знам, и направете го уставен судија да не ги овие професионалци со биографија со 40 на години искуство влечеме по јавноста и да вие билдате ефтини политички поени, срамота е за луѓето. Некој искоче, некој нека каже, еве му ветивме на Јовевски, намерно е ставен последен на таа листа каде што треба да дискутираме. Изберете го за уставен судија затоа што два до сега ги избравме, целата фарса е за ова и повеќе да не зборуваме за никаков квалитет. Затоа што тука не се мери по мерит системот, затоа што тука ние не треба да зборуваме за тоа кој колку бил квалитетен, туку кој повеќе слуша. И сега ќе ви докажам зошто е тоа така. Имаше времења кога вашиот координатор на вашата партиничка група излегуваше по вестите, па фрлајки ракавица велеше дека тој сакал да ја предложи Гордана Силјановска-Давкова, ама се предомислил. Каква срамота! Каква срамота за еден таков професор да го поистоветувате со една ваква, па би рекол, послушничка на министрите од власта, која што нема никакво искуство во судството или во ваквото право. Каде е сега тој човек да дојде тука и да ни објасни зошто и што него го разубедило да ја подржи Гордана Силјановска-Давкова на сметка на Татјана Васиќ? Ама го нема. И нема да го има заради тоа што треба да застане тука и да објасни.
Или замислете како би изгледало кога тука пред вас би застанала господјата Татјана Васиќ или професорката Гордана Силјановска-Давкова. Или во случај господинот Витларов, па да можеме сите да му поставиме прашање. Да видиме како во одредена ситуација би се снашол господинот Витларов, а како ќе се снајде господјата која што замислите ќе биде уставен судија со мандат од 9 години, а сега прв пат ќе влезе во суд. Прв пат. Никогаш досега немава влезено во зграда која што го носи епитетот суд. Или предметот суд се извинува. Ама сега ќе биде избрана за уставен судија. Зошто се бираат вакви судии? И мислам дека ова е клучно. Овие судии, покрај тоа што се одобрени на Бихачка во СДСМ, овие судии се предлог на Добрила Кацарска. Затоа што Кацарска како председател на Уставен суд ви го има дадено по случајот во партија, затоа што човек со реноме, кој што јас во моментов го израмнувам или му давам повисок степен од знаење, нема да си дозволи да работи со председател како што е Добрила Кацарска. А зошто? Затоа што кога ќе отиде во судот, треба на таа господја да ја објасни дека суди или пресуди не се носат на начин на како што ќе ви каже Заев, Ковачевски или било кој во СДСМ. Затоа што тие пресуди кои што вие ги носите, утре било кој граѓанин согласно дадените демократски инструменти може да ги обжали во некој суд кој што работи на малку пошироко ниво од колку нашите државни граници. Конкретно судот за човекови права во Страсбур. И таму или во судови кои што се припаѓаат на земји кои што се членки на Европската унија, нели таму се стремиме ние да одиме, како што е шведскиот суд, како што се судовите во други земји членки, ке се подсмеваат на пресудите донесени, а издиктирани по партискиот штаб на СДС. Затоа што некој, како господинот Витларов или господјата Живковска, кој што има децениско искуство, дали во судовите, дали во образовната фела, нема да дозволи неговиот образ да биде искомпрометиран или да трпи коментари од истата онаа заедница од која што доаѓа. Дали е академската, дали е судската, за да аминува партиски пресуди како што оваа господја која што во моментов е председател го правеше тоа во нејзиното работење. Затоа ваквите експерти на вас не ви се прифатливи. Затоа што вие сакате негативна селекција. И затоа ваквите кадри кои што вие ги предлагате и ги ставате по одговорни позиции, ја донесува Македонија во овој момент да биде на најкатастрофално можно ниво. Зошто? Заради тоа што наместо експерти бирате партиски послушници. Еве, дозволете ми само да направам една поширока слика зошто го говорам ова. Видете какви кадри имате предложени во сферите на економијата. Тотални непознавачи. Тотални непознавачи. Затоа Република Македонија во овој момент има двоцифрена инфлација. Затоа Република Македонија во овој момент е држава која што не знае како ќе сврзе крај со крај. Држава во која што во 9-тиот месец нема идеја како ќе го покрие дефицитот во буџетот од 900 милиони евра. Држава во која што сметките за струја се се повисоки, цената на храната е се повисока, цените на енергентите се се повисоки, а имате 5 или 6 ресорни министерства кои што го координираат овој сектор. Само погледнете каде сте со економијата. Кажете едно одржливо економско решение кој што вашите стручњаци во изминатите 5 години го понуди. Нема. И затоа ви штрайкуваат и синдикатите, и коморите, и без малку нема никој, повторувам, никој да ви даде позитивна оценка за вашите економски политики. Да зборуваме за енергетиката. Тие двајца кои што ја координираат оваа сфера од општеството, катастрофа. Полошо никогаш не било. Лажете, отворено лажете, срами ме на граѓаните да ви ги читаат соопштенијата. Кога бил тој, имало толку луѓе, бројки има. Кажуваат кога, какво било производството и каква била цената, а каква е сега.
цената на електричната енергија продолжува да расте, план нема никаков и ќе има рестрикции. Зошто? Затоа што тие двајца кои што сте ги ставиле да ви го координираат овој сектор, освен тендери, не размислуваат на ништо друго. Дали има поквалитетни во државата? Има. Еве јас ќе кажам, господинот Миновски, кој што беше директор на таа компанија, предложен од вашата партија, беше 100 пати поквалитетен од Ковачевски. А зашто го сменивте? Заради тоа што не ви одговараат експерти. А какви луѓе ви одговараат? Како Кочо Анѓушев, како Васко Ковачевски, како братот Заев, за да вртат камионите, за да течат тендерите, за да се заработуваат пари, додека македонските граѓани ќе размислуваат како ќе ја дочекаат зимата. Да зборуваме за образованието. И зошто е ова важно? Заради негативната селекција. Децата почнуваат со учебна година, учебници нема. Децата почнуваат со учебна година, тогаш ги добиваат свидетелствата. А зошто? Ради тоа што не се испечатени. А кој треба да ги печати? Омилената фирма на ДУИ која што им одговара фестивали. Каква е таа неспособност и еве непредвидливост да предвидите дека 1 септември почнува учебната година и дека треба да обезбедите учебници за учениците, а 10 јули завршува учебната година и тогаш треба да имате спремни свидетелства. Дали нешто добро се случи во образованието? Не. Зошто? Ради негативната селекција. Способниот тргни го на страна, донеси го неспособниот кој што ќе ме слуша. А кој е тој неспособниот кој што ќе дава тендери на омилената фирма на ДУИ или на омилените бизнисмени на СДС? Еве да зборуваме за здравството. Овие ги одвоив како најсериозни вака и највпечатливи сфери во општеството. Луѓе умираат по приватни клиники, да завршиш работа во државно здравство е еднакво на, кажа, невозможна мисија. Се менуваат министрите, оној кој што го испокраде јавното здравство, кој што е одговорен за илјадници човечки животи. Слушаме муабети во јавноста дека си купил клиника, дека имаат заедно клиника со нели поранешниот премиер. И никој во оваа држава него не го повикува на одговорност. А зошто? Затоа што Државниот завод за ревизија извади ревизорски извештај каде што кажа дека средствата издвоени за ковид кризата не се трошеле така како што биле наменети. Затоа што и јавните набавки во здравството во кризната состојба водени во 4 очи кажуваат дека една маска се плаќала 10-20 пати поскапо. И кој го повика тој господин да даде исказ во обвинителство? А вие уште продолжувате со стикерите. Вие уште продолжувате со поддршката. Ете ја таа негативна селекција. Каква е таа негативна селекција? Избери го неспособниот, а послушниот, дури и по цена на животот на луѓето, а овој кој што е способен тргни го на страна. Луѓе изгореа живи, оние лименкине на Кочо, во кој што никој не го повика да дојде да каже дали има технички прием, како тоа биле поставувани без да бидат запазени никакви критериуми, но ние продолжуваме. И зошто продолжуваме? Ние за да течат бизнисите, за да течат парите, затоа што во држава во последниве 6 години стана јасно дека човечкиот живот апсолутно не вреди се додека твојата партија е на власт. Или еве, ајде да збориме за земјоделието. Што во изминативе 5 години сте направи во земјоделието? Ништо. Го ставате оној од, би кажал, шефот на кабинет нели на Зоран Заев, потоа генерален секретар на партијата, ви беше вице-премиер за уцени и закани, па го гледам шета сега се фали, одиме по саеми каде што на промоција на нешто што е македонски трейдмарк, никаде не е македонски, сме му дали 400.000 евра на оној Спасов јуниор за да дава лажни анкети каде што свесно ве носи во пропаст. Да се подсмева со земјоделците додека тие протестираат. И македонскиот земјоделец ние го доведавме до категорија социјална категорија, до социјални случаи. Се подсмевавте, бевте против субвенциите кои што ги издвојуваше тогашната влада. Сега се фалите дека брзо ги сваќате, а не е вистина, лажете. И едноставно таа категорија ја доведовте до маргините. И ги мотивирате да се иселуваат. Го видовме тоа со пченицата, го видовме тоа со брашното, видовме дека немате никаков план, видовме дека немате никаква визија и вие продолжувате. Или еве, да зборуваме за надворешната политика. Еклатантен пример на негативна селекција. Пораз во преговорите со Грција,
жесток пораз во преговорите со Бугарија и повторно ставаме луѓе кои што кога ги наместиме на таа функција ги учиме на дипломати. А што тие луѓе поимуваат како дипломатија? Дипломатски пасош и пари на граѓаните кога треба да шетаат по светот. Да се сликаат, да даваат убави изјави, а повторно кој го плаќа тоа? Го плаќа македонската држава. Тоа е негативна селекција. И повторно ни се случува денеска со Уставниот суд. Неспособни на местото на способните. Единствено нешто што се цени е дали ќе крева на црвениот телефон од партиите, дали ќе се јавува на тие што се налогодувачи и дали повторно ќе продолжи да обвинува, да инволвира и да дели судски епитети на оние кои што се од опозицијата. Ајде да не ја шириме многу, да се фокусираме на месец август. Што се случи во месец август? Оваа омилена ваша партиска обвинителка, во која што 2 години на секое јавно соочување, ви кажувавме, русковско обвинителство, кацарска судство. Русковско обвинителство, кацарска судство. Вие ја браневте. Кажувавте како е тоа најдоброто. А потоа ќе ви кажам каков е вашиот успех, барем во правосудството. Се судрија со од финансиската полиција, и ја не се согласувам со многу мои колеги, дека тоа е заради одредени случаи, не. Има вистина дека е за случаи, туку е за бизнис. А каков е тој бизнис? Бизнис за рекетирање. Едниот му влегол во просторот на другиот. Едниот рекетирал на едно место, другиот се полакомил, кривата некаде се судрила и ете конфликт. И замислете што е најинтересно секогаш кога ќе се случи конфликт. Тие биле жртви. Некој ги местел. Исто како онаа што е сега на слобода, лажете дека е во затвор, Катица Јанева. И ги замолуваме новинарите, јавноста тоа да го испита, затоа што не лежи во затвор за тоа што го направи. Затоа што вашиот директор на затворите обезбедува партиски настани во Крушево, каде што се пее Северна и Ковачевски. Затоа што зема пари за да не биде таа во затвор, и ова го кажам под полна одговорност и можам да го докажам без разлика дали некој би ме повикал. Вели, претходни влади ми вршат притисок, и директорот не овластено нели вршил притисок, и ги повикува амбасадите. Затоа што нели тука сите вршиле притисок. А што правиме со оние моменти кога таа надвор од сите правила притвараше луѓе, им делеше епитети и си поигруваше со човечки судбини? А вие тоа го поддржувавте. Или онаа снимка која што излезе во јавноста го заборави во притвор. Замислете за каква малициозност во човековата личност зборувам. Па кога излегуваше, ќе ве потсетам на националните дневници на националните медиуми, па лицитираше со бројки, па се обидуваше со новинарите, па зар некој до сега во држава запленил толку милиони евра, онолку милиони евра, и ние го доведовме правосудството на состојба на лицитирање. Кој има пари ќе плати и ќе иде во затворски туризам, а кој нема, или кој е неправдано осуден или ставен под притвори, тој ќе лежи во затвор. Додека беше подобна на власта, не постоеше човек во ВМРО-ДПМН кој што не бил инволвиран или притискан од тоа обвинителство. Еве, јас уште една работа, ќе го кажам, ова е моје лично мислење. Вилма Русковска беше ударната игла на обезбедување на мнозинство, на обезбедување на двотретинско мнозинство. И токму вашиот план, она што го говорите по телевизии, Груби, Маричи, Ковачевски, и што на вас ви ги сервира тоа дека имало време за уставните измени, и зошто не сакате на 14 септември да ја ставите точката за уставни измени па да видиме дали имате двотретинско мнозинство, е заради тоа што ударната игла составена од Арафат Муареми и Вилма Русковска веќе не ви е операбилна. А зошто не ви е операбилна? Затоа што се скараа за вредноста која што вие најмногу ја застапувате. А таа вредност се парите. Таа вредност е криминалот. И ви викавме 2 години дека таа господја ќе заврши под еднакво лошо како Катица Јанева, но нели вие борците за правда не уверувавте дека тоа не е така, дека требало да се спаси Белиот дворец, криминалите во ВМРО-ДПМН, и ете 6-та година на власт, вие сте 100 пати повеќе инкриминирани од оние кои што ги напаѓавте. 100 пати повеќе инкриминирани. И истите оние кои што вие ги напаѓавте за сторен криминал, сега се главни креатори на вашата политика. Истите ти. Дали е некој во затвор
за дело кое што не го сторил давно го мина. И ќе дојде време тие истраги и тие присуди ќе бидат расветлени. Затоа што една штука, мислам дека ви кажав кога беше ова францускиот предлог, Ченто има споменик на плоштад, ама Панта, Марина и сличните такви како нему веќе се заборавени. Ете, таа е разликата. А дали има некој кој што сторил криминала не е во затвор? Да, има. И зошто не е во затвор? Затоа што ви платил. Затоа што овој од финансовата полиција треба да го шетате по месте и да каже ќе им пуштам инспекција. Затоа што оваа треба да седи по кафани, да се смее на човечки судбини, да кажува дека забравила некого во притвор. И тоа е еден след на вашите успеси во правосудството. Само да ве потсетам. Имавме пред некое време, пред да отидеме на колективен одмор, закон за работни односи, каде што сите суди, односно повеќе суди и обвинители требаше да заменат во пензија. Ке направевте војна во Собраниево. Ке направевте војна во Собраниево. Се фрла шолји, се заканувавте. Зошто? За да ги оставите на работа оние кои што ве слушаат. Па изважавте дека немате доволно кадар. Не е точно дека немате доволно кадар. Сакавте да ја партизирате Академијата за суди и обвинители. Таму има луѓе кои што имаат завршен. Има дузина на судски соработници кои што работат во судовите, кои што може да бидат суди. Ама на вас тие таквите луѓе не ви одговараат професионалците. Какви ви одговараат на вас? Да го смените законот за суди и обвинители, да ги начукате вашите послушници. Тоа видовме како заврши. Законот за Академијата со европско знаменце, видовме како заврши. Ке се тепа, викаа полиција, ке се пресметува и тоа ви е неуспех. Ке ве потсетам на Советот за судски реформи, каде што беше Најчевска, каде што беше Заев. Дали некаква конкретна реформа произлезе? Не. Зошто? Затоа што каде беше видено оној кој што треба да ја води извршната власт, која што е сосема различна власт од судската власт, да биде во едно такво тело. Но беше добар пример граѓаните да видат на каде ќе се движиме. Затоа што нему е важно да се случат реформи во судството. Него му е важно да го слушаат. Зошто? Прво беше за политички бенефит, кога виде дека граѓаните го пресретнаа тоа и дека го разбра, затоа што веќе стана очигледно дека секогаш кога има некаква криза, некој оди во затвор, некој се става во притвор, почна да размислува како што размислува еден трговец кој што нели ја започнал својата трговска кариера во Горни Милановац. Сега ќе почнам да рекетирам. Сега кидат во судови во обвинителство оние кои што треба да ми дадат пари. Оние кои што треба да ги изрекетираме, доколку не сакаат, копчињата се тука. Судството е тоа, обвинителството е тоа. И првично ги подложуваа со функции, ако ги затвориш тие од ВМРО, ако не гледаш што се случува во редовите на СДСМ, ако го ослободиш Рашковски да оди да купува по маркетите и кога е во домашен притвор, ако Чипсиово прилеп наместо домашен притвор врти со колата низ прилепи заплашува луѓе, ако не го затвориш Рашковски, ако овој Зекири му обезбедиш услови како да е во хотел, тогаш ќе те направам уставен судија. Но кога и овие видоа дека многу добро се заработува, а тие се надвор од оптек, тогаш и тие попара од тој, би рекол, паричен совраќај. И еве што се случи. Еве што се случи. Се судрија меѓу себе и целата јавност можеше да види како работите се случуваат. Сакам да ве прашам, како ви е ставот за СЈО сега? Зашто едно време тоа беше лајт мотив на вашата политика. Нели ќе затваравте криминалци, нели имаше Чарлиеви ангели, нели едно време мафтавте со знамињата со маиците, она подпредседателче што избега од Карпаш да се соочи со граѓаните, а сега ви ги куца соопштенијата во штаб со најгнасни изрази и навреди против некого, па некни го гледам застанало во Маврово, ги кренало рацете како да победило кој знае каде, а бега од предвремени избори. Која тука во собрание лепеше стикери, носеше мајци, збогом овој, шутка не ти бега оној, каде се сега тие луѓе? Сега друг е во шутка, ама другите луѓе се ослободени затоа што немаат сторено ништо. Каде ви онаа што на документарни емисии ке стануваше претседател на држава, ама претседател на држава треба да има дигнитет. Кандидат на претседател на држава треба да изгледа како Гордана Силјановска-Давкова, а не да се шлепа бесплатно да оди да гледа утакмици во Палермо и да лаже 2 недели кој го платил билетот.
Каде е таа сега? Онаа другата се повлече од јавноста. Имаше одредени амбиции, може би имаше одредена стручност, но виде дека оштетената роба се тргнува на страна, дури и тогаш кога била најпослушна, а оние други некои што ви беа во тоа СЈО, сега пробувате да ги рафинирате. Едната сега сте ја ставиле на местото на Русковска, обвинета е за рекет. Жената има обвинение за рекет. Вие сте ставиле на местото на Русковска. Имаш информација во јавноста дека и се купувале дуќани, дека некој богат тајкун и олигарх и подарил дуќан. И вие таа ја ставате на тоа место. Не можам да разберам. Мене навистина не ми е јасно. Софтверот за избор на академија суди и обвинители го правел Рашковски. И замислете до која мера иде лоповлукот да на тие што им давал под авторски договор, пова пари им ги земал назад од владата. И сега вие ќе зборувате тука за судство? Вие ќе беседите сега тука за судство или ќе кажувате кој каков или кој што правил? Па не ли е ова срамота? И не знам до кога ќе се продолжи со оваквата негативна селекција на бирање на подобни и не на подобни. А што е клучната причина, ако ме прашате, зошто вие никогаш нема да поддржите една ваква биографија на еден ваков еминентен стручњак како што е докторот Тодор Витваров. И сега ќе ви кажам. Ако добро ја простудирате неговата биографија, човекот во моментов извршува една функција која што е особено интересна. А тоа е вака. Од месец септември 2021 година член на Дисциплинската комисија за утврдување на одговорност на јавните обвинители во вршење на јавно-обвинителската функција нејзин претседател. Затоа нема да ја добие овој човек довербата од СДС. Затоа овој човек нема да ја добие довербата од СДС. А ќе ја добие Јовевски. И кога го прашав Ковачевски на кого да го пријавиме случајот за проневера на пари во Македонија пат, ми рече во обвинителство. И јас кога го прашав на кого во обвинителство, но Јовевски што твојата партија го поддржува и го предложува за уставен судија, ми изреагира И сега ние сакаме тука да градиме држава и да зборуваме за стручњаци. Нема да зборуваме за стручњаци. И за жал, како што го девалвиравте, Министерството за економија, финансискиот сектор, Министерството за здравство, Министерството за земјоделство и сите државни институции ставајки шарлатани, ставајки непознавачи на областите, така ќе го девалвирате и Уставниот суд. Ќе ставите луѓе кои што ќе ги почастите со 9 години мандат, а кои што немаат никакво познавање од областа за која што ќе бидат ставени таму. Но веќе не може да се најде одреден збор за да се опише тоа што се случува. Сабајле, секогаш сакам кога ќе дискутирам да имам одреден аргумент кој што се случи тој ден. Сабајле прочитав еден статус на таткото на математичарот Македон, каде што укажува дека сте го повикале во Министерството за образование, се работи за дете кое што е генијалец, ама чинам нема повеќе од 10 годинки. Сте го викнале во Министерството за образование, сте го исполажале, за да потоа по неколку месеци, кога нели таа звезда ќе избледе во јавноста, да го заборавите, да го известите родителот и покрај тоа што сте му дале контакт, а потоа не сте му возвратиле на повиците дека детето нема да добие ништо од ветеното. Каде е сега оној од вонно, онаа фасада од политичар, како што се сликаше со детето да го повика па да види до каде е ситуацијата со него. Еве ќе ве потсетам на она генијалец математичар дете Дамјан од Штип. Знаете кој му даде соодветна награда? Иван Јорданов, од кога стана градоначалник. До тогаш беше заборавен од државата. А зошто? Повторно негативната селекција. Затоа што ставате неспособни. Затоа што Мила Царовска наместо способноста ја стававте по ароганцијата. Затоа што ја аплодиравте кога ќе навредуваше било кој од опозицијата кој ќе ја прашаше нешто. Каде е сега Мила Царовска? Какви се сега реформите во образованието? И каде е сега македонското образование споредено со пред 6 години кога беше режимот? Срам и брук. Ве нема на први 1000 универзитети рангирани по Шангајската листа, па замислете, овие генијалци од Министерство велат, слободно ги повикуваме сите меѓународни куќи да дојдат и да направат
анализа на македонските институции, високообразовни институции. Не Шангајската листа, затоа што тие се реномирани. Таму нема процент, таму нема тендерче, таму нема рушвет, таму не може да поминат Русковска и Арафат Муареми. Таму се бара квалитет. Таму нема да не има. Ама ќе измислат некоја агенција како оваа рейтинг на Спасов, ќе му платат пола милиони и тој ќе каже блескаме Харвард, па потоа доаѓаме ние од која е Зона Заев или Ковачевски. И затоа на балконот ќе служиме или во Европа за подсмев, затоа што бираме вакви уставни судии кои што замислете ова да го кажеме на представниците од дипломатскиот кор. Замислете ова да им го кажеме, да дојдат некои да не прашаат, добро денеска за кого гласавте за уставни судии, ние да му дадеме биографија. Замислете каква ќе биде перцепцијата за нашата држава. Како луѓето ќе почне да не перцепира. И 8% доверба. Тоа во последното мерење. Сега ќе биде уште пониска. Затоа што во оваа држава, додека се спроведува ваква негативна селекција, се случува тоа што е најстрашно да се случи, тоа е дека човечкиот живот нема цена. Ако порано судбини беа во прашање, сега се животи во прашање и никој не одговара. Тука во држава имаме армија на луѓе кои што се поистоветуваат со агентот 007 по една работа, затоа што имаат дозвола за убивање. Затоа што никој не смее да ги повика на никаква одговорност. Затоа ние ќе бираме вакви нестручњаци, вакви неексперти за уставни судии и потоа очекуваме дека нешто во оваа држава ќе се промени. Човек достане без коментар, човек само да изрази огромно жалење за ова што се случува и да се надева дека што поскоро ќе сопре ова што се случува на оваа држава. А таа негативна селекција, која што се спроведува од врвот на партијата или на владата, само ще да трпи државата. Затоа ќе имаме пратеници без никаков проблем, кои што за една недела ќе имаат еден став, а за недела и половина ќе имаат диаметрално спротивен став. Затоа ќе се фрустрирате, затоа што ќе има пратеници кои што ќе седат пред вас и ги гледате дека се спремни, се извинувам, да гласаат за нешто кое што ќе ги поистовети со клинтонци, само за да седат на фотелјата и само за власт. Зошто? Затоа што собираме послушници, полтрони, развиваме клиентелизам наместо да развиваме квалитет. Тоа ни се случува во држава во изминативе 6 години. И ќе продолжите да го правите тоа, се додека не ја завршите работата. А работата ќе биде Љубомир Јовевски да стане уставен судија. Или ќе бираме онакви како Бислимовски, кој што ќе доаѓа тука, па ќе треба колегата Велковски да го смирува, затоа што смета дека сме на дебатен клуб помеѓу ВМРО и СДСМ. Па ќе кажува таа сликата во штабот на СДСМ буквално ме собраа од улица и не знам како се најдов таму. И затоа секоја недела ќе има поскапување на горива, и затоа граѓаните на Скопје сега нема да добијат stornirани сметки на БЕК, затоа што овој кој што доаѓа тука во собрание наместо да брани одредена институција, регулаторна комисија, доаѓа да спори со мене, со колегата Јаревски, со колегата Пренџов, со колешката Бети и да ја води дискусијата наместо експерт на партиско ниво. На партиско ниво, да ги брани политиките на СДСМ. Тоа е негативна селекција. Така пропаѓа една држава. Така пропаѓа една држава. Затоа поскоро се надевам, затоа што нема да се вразумите, не е вашиот интерес да се вразумите, вашиот интерес е да верувате на лагите кои што ги ширите, вашиот интерес е да продолжите да бидете одлепени од реалноста, да продолжите да аминувате се што оваа политичка партија, која што доби презнак зелена само заради еврата, ќе продолжи да ве уценува, да бидете степи послушници, да гласате регулативи, закони и предлози кои што немаат никаква врска со професионализмот, луѓе кои што ви вршат политички притисок внатре во партиите, затоа што вас не ве интересира како Република Македонија ќе биде перцепирана од страна на оние кои што се од меѓународната заедница и вас не ве интересира воопшто како живеат граѓаните во Република Македонија. Затоа што не имате одредена, би рекол, апатија кон тие граѓани, затоа што
не можете да се соочите со реалните проблеми што ги имаат тие граѓани, затоа што веќе 6 години вие живеете во некоја паралелна реалност. И да сумирам и да финиширам, ова што го направивте денеска е невиден срам, ова е катастрофа за правосудниот систем и ваквите решенија само ќе допринесат да имаме политички наместо професионални судски одлуки. Наместо да се доближуваме до стандардите на еден Джовани Фалконе, ние се доближуваме до стандардите на неразбрани трговци кои што за функција, власт, пари и моќ ќе продадат се што им стои пред нив. Благодарам.